Мачен е животот земјоделски, горчлив е лебот на земјоделецот. Само тој што не работел земјоделие, не го знае ова. Во Македонија станува се потешко да се преживее од земјоделието. Затоа и младите ни бегаат, не сакаат ни да слушнат, да останат в село и да го продолжат она во што ние сме го вложиле целиот свој живот. Овде не гледаат ниту надеж, ниту перспектива. Селата полека но сигурно ни се испустија. Во нив се помалку има живот, оти се помалку млади има. Ова се само дел од животните приказни на македонските земјоделци кои тврдат дека белата чума се повеќе си го земала својот данок. Селата се нагло испустени, а заинтересеноста на младите е катастрофа. Значи на 1% секој гледа само да добие виза да замени странство, дали Австралија, Америка, Канада или европските земји. Значи поќе од не би препоручал дека некој од младата генерација ќе остане на ова стопанска гранка и во оваа држава. Секој гледа завршва некое си образование и заминува странство. Борче Бучински е татко на 3 деца. Најголемиот негов син има само 18 години и веќе размислувал да замине некаде. Не сака ни да слушне да остане овде и да го продолжи нашиот фармерски семеен бизнис, вели Борче, кој токму од овие причини веќе почнал и да го намалува бројот на кравите кои ги одгледува. Повеќе од оваа генерација на млади луѓе не верувам дека ќе се нафати некој да произведува храна, дали било млеко или било друго. Јас сум единствениот со ситни крави во Могила, не единствениот, има уште 5-6 фамилии со поситни крави од 400 фамилии. Со сличен проблем се соочува и Валерију Сеиновски, кој има цело земјоделско стопанство и кое го одржува со децении. Сега е загрижен. Вели, децата не сакале да останат в село, сакале да одат странство. Ние секој ден пропаѓаме. И децата нема да ни останат поќе. Ево, моите синови викат да испродаваме. Јас ако исправам, другиот го исправам нема. Ево како што стигна сега со ченцата. Нема брашно. Како ќе има брашно? Сето пустелија е. А и нас ќе не снема. Многу брзо ќе не снема. Ево гледате, секој ден се продава стока. За незаинтересираноста на младите да се занимаваат со земјоделие, алармираат и земјоделците од источниот регион на земјава, каде иселувањето добива веќе загрижувачки размери. Нивите ни станаа угари, а во селата има само старци. Младите масовно си заминуваат, објаснуваат